Кратки најави за денес. Се одолговлекува судењето за Струшката депонија. Југозападниот регион рекордер по создавање комунален отпад. Просечната месечна плата бележи пораст од 13%. По продолжениот викенд ќе се знае што ќе презиме владата со трговците кои не ги почитуваа мерките за замрзнување на цените. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес свежо утро, времето во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло со измерени максимални 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро со локална облачност. Утре над северозападна и западна Европа умерено облачно и нестабилно време со дожд проследен со засилен ветар. Дожд се очекува и на југ од Балканскиот полуостров. Во останатите делови од Европа времето претежно сончево со локална облачност. Во сабота во северните и централните делови на Балканот времето претежно сончево со локална облачност и топло. Во останатите делови од полуостровот умерено облачно и нестабилно со дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 16 до 23 степени. Во Македонија во сабота во првата половина од денот времето претежно сончево ќе има локална облачност. Попладне зголемување на облачноста која локално ќе донесе умерено облачно и нестабилно време со дожд и грмотевици. Минималните температури од 0 до 9, максималните дневни од 12 до 22 степени Целзиусови во Македонија. Во Охрид во сабота во утринските и предпладневните часови претежно сончево време со локална облачност. Попладне нестабилно, врнежи од дожд, минималната 5, максималната 15. Во недела сончево време со локална облачност и топло, дневната температура до 17 степени. Во понеделник и вторник умерено облачно и нестабилно време. Минималната температура 6, односно 8, дневните 15, односно 14 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе од 2 години трае судењето за Струшката депонија. За судот не е приоритет загадувањето на животната средина и штетите по здравјето на луѓето, велат од Сдруженијето на млади правници, кои ја понесоа првата граѓанска тужба за дивата депонија. Загрижувачки се податоците од вештачењето за последиците во здравјето на луѓето. Изминативе 5 години во Струшко има значителен пораст на заболени од карцином и респираторни заболувања. 2 години се одолговлекува судскиот процес за Струшката депонија. Постојано се одлагаат рочиштата. За судот не е приоритет загадувањето на животната средина и штетите по здравјето на луѓето, велат од Сдруженијето на млади правници, која поднесоа првата граѓанска тужба за дивата депонија. Екологистите алармираат, проблемот со Струшката депонија бара итно решавање, бидејќи изминативе 5 години нема никакво подобрување на состојбите со управувањето со отпадот. Се загадува почвата, воздухот и водата. Одложени се над 80.000 тони смет на таа депонија. Значи проблемот се како одминува времето се зголемува и со тоа ќе се зголемуваат и трошоците за негово третирање и решавање. Апсолутно, значи потребна е решение за регионална депонија, а од друга страна на територијата на општина Струга, Охрид и Дебарца не треба да постаат никакви депонии. Со оглед на тоа дека овие подрачја се заштитени од УНЕСКО. Загрижувачки се податоците од вештачењето за последиците во здравјето на луѓето. Изминативе 5 години во Струшко има значителен пораст на заболени од карцином и респираторни заболувања. Штетите се евидентни. Ние имаме податоци од Институтот за јавно здравје од Охрид, под кое што надлежности спаѓа и општина Струга, и имаме евидентни порасти на малигни заболувања, компликации во бременности, предвремени пораѓања, абортуси и доколку не се реши проблемот, се очекува зголемување на ваквите компликации. Со првата поднесена граѓанска тужба во земјава за загадувањето од Струшката депонија, тужени се општина Струга, јавното комунално предпријатие и Министерството за животна средина, кои меѓусебно си ја префрлуваат одговорноста за решавање на проблемот. Рекордер по создаден комунален отпад во 2022 година е југозападниот регион со над 180.000 тони, но од вкупно создадениот отпад се собираат само 30%. Во 2022 година секој жител во државава создал скоро по половина тон отпад. 856.766 тони е вкупното количество на создаден комунален отпад во земјава во 2022 година. Годишното количество на создаден комунален отпад по жител е 467 килограми, што е за 3,3% повеќе од минатата година, покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Рекордер по создаден комунален отпад во 2022 е југозападниот регион со 183.521 тон отпад. Собран комунален отпад 56.499 тони, што значи дека од отпадот кој се создава се собираат само 30%. Најголемо количество на собран комунален отпад е забележано во Скопскиот регион 172.288 тони или 28,4% од вкупното собрано количество отпад во државава. Во Скопскиот регион безмалку се собира целиот отпад што се создава.
Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното количество на собран комунален отпад во Македонија во 2022 година изнесува 605.638 тони. Споредено со претходната 2021, вкупното количество на собран комунален отпад бележи намалување од 4,2%. Според видовите отпад, најголемо количество на собран отпад е измешаниот комунален отпад или 494.693 тони, што е 81,7%, а најмало количество има отпад од гума, 1487 тони или 0,2% од вкупното количество собран комунален отпад. Според создавачите на отпад, структурата покажува дека 84% од вкупниот отпад потекнува од домаќинствата, а само 16% е комерцијален отпад. Просечната нето плата по вработен во февруари годинава изнесувала 33.720 денари и во однос на истиот месец лани е поголема за 13%, соопшти Државниот завод за статистика. Зголемувањето се должи пред се на растот на просечната нето плата во секторите: градежништво за 21,3%, информација и комуникации од 18,5%, како и објекти за сместување и сервисни дејности со храна за 16,5%. Вработените во секторот компјутерско програмирање повторно имаат највисоки плати во земјава. Вработените во оваа бранша во текот на месец февруари земале и повеќе од 90.000 денари надомест за нивните месечни работни задачи. Втори на листата со највисока плата се вработените во сектор останати стручни, научни и технички дејности кои примиле 66.969 денари плата во текот на месец февруари. По нив следуваат вработените во секторот воздухопловен транспорт, каде просечната месечна нето плата во февруари достигнувала 63.734 денари. Граѓаните од исламска вероисповед го празнуваат Рамазан Бајрам. Градоначалникот на Охрид, Кирил Пецаков, упати честитка до сограѓаните, посакувајќи им празникот да го дочекаат во добро здравје и расположение. Драги сограѓани од муслиманска вероисповед, нека Рамазан Бајрам, посветиот месец на постот, кај сите муслимани мине во семејна среќа со добро здравје, хармонија, љубов, почит и меѓусебно пријателство, во духот на вистинските вредности и традиционално добриот соживот кој години го негуваме во Охрид. Празникот Рамазан Бајрам е потсетник дека само со заеднички заложби и меѓусебна почит можеме да ги одржиме живи вредностите што не обединуваат и ни обезбедуваат меѓучовечко разбирање и поубава иднина, вели во празничната честитка градоначалникот Кирил Пецаков. После продолжениот празничен викенд ќе се знае што ќе се случи со трговците со овошје и зеленчук кои не ја почитувале мерката донесена од владата за да се обезбедат 70% од потребите за домашниот пазар, информира министерот за економија Кришник Бектеши. Иако за само неколку дена истекува одлуката за замрзнување на цените на одредени земјоделски производи, се уште половина од производите ги нема по маркетите, а оние кои не се опфатени со мерката, како пример розевиот домат, се продаваат по астрономски цени до 250 денари од килограм. Во однос на прашањето поврзано со мерката за замрзнување на цената на зеленчукот и овошјето, при што дел од производите ги нема во дуќаните и докаде е постапката за лажните фактури кои ги доставуваа увозниците, министерот за економија Кришник Бектеши рече дека се во координација со органите на прогонот и дека дополнително детално ќе информираат јавноста. Сега дека сме во координација, после пресот имаме и дополнителна координација, пошто ќе постапат сите надлежни институции во делот на налажните фактури, согласно моите информации, последни кои ги имам од страна на Царинската управа, се доставени до нивните колеги од каде што биле увезени овие производи. Иако мерката завршува за 10 дена, министерот Бектеши кажа дека за неколку дена дури ќе се знае што ќе се случи со трговците на овошје и зеленчук кои не ја почитувале мерката донесена од владата за да обезбедат 70% од потребите за домашниот пазар и верува дека инспекцијските служби си ја завршиле работата. На прашање дали се размислува за зголемување на казните за увозниците кои се мали, како и за зголемување на ингеренциите на државниот пазарен инспекторат, министерот состав. Се работи за компании кои се занимаваат со трговија. Над 95% се компании кои увезуваат.
не се работи за домашно производство. Кон крајот на овој месец, почеток на наредниот, имаме и домашно производство од нашите земјоделци директно за овие компании. Кажав и претhodно, да почекаме до почетокот на наредната недела и знаете вие дека јас кога кажувам дека ќе ги објавам, јас ги објавувам. Не како што се кажувале претhodно, и еве јас ви кажувам дека јас се ги објавам лично како министер за економија. Почеток на наредна недела, мислам дека ќе имате конкретни резултати и јавноста ќе биде информирана соодветно од сите институции. Прашан во врска со преземените мерки од страна на некои членки на Европската Унија за воведување забрана за увоз на жито од Украина, Бектеши рече дека во моментов нема одлука од надлежните институции за нешто такво, потенцирајќи дека за земјава приоритет е домашното производство. Награничниот Премин Ќафасан при влез на македонска територија во два одделни случаја полицијата запленила марихуана и привела двајца странски државјани. Приведен е 63 годишен државјанин на Австралија, откако во комби возило што го управувал е пронајдена поголема количина марихуана. Во вториот случај станува збор за 24 годишна државјанка на Германија, кај која при претрес на кампинг возилото со кое патувала, пронајдена е наркотична супстанца канабис скриена во чанта, јавија албанските медиуми. Како материјален доказ за пленета е дрогата, чија количина не се наведува, а двете лица ќе одговараат пред судските органи во округот Поградец. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Групата Г7 најразвиени земји размислуваат за речиси целосна забрана за извоз во Русија, објави во петокот новинската агенција Кјодо, повикувајќи се на извори од јапонската влада. Bloomberg News вчера исто така објави дека САД и сојузниците на Украина размислуваат за целосна забрана за најголемиот дел за извоз во Русија. Во извештајот се вели дека представниците на Г7 разговараат за идејата пред самитот во Јапонија следниот месец. Запрашан за извештајот на Bloomberg, главниот секретар на владиниот кабинет Хироказу Мацуно рече дека владата е свесна за тоа, но се воздржа од коментирање на размената на мислења меѓу земјите од Г7 и истомислениците за можни дополнителни санкции против Русија. Американскиот председател Џозеф Бајден пак има намера во наредните недели да потпише наредба со која ќе се ограничат инвестициите на американските компании во клучните делови од кинеската економија. Според Bloomberg, американската администрација дебатира за мерката речиси 2 години и планира да ја воведе пред самитот на групата 7 напредни економии, што треба да започне на 19 мај во Јапонија. Според изворите на агенцијата, САД наводно ги известиле партнерите од Г7 за инвестициските ограничувања и се надеваат дека ќе добијат поддршка на состанокот, иако не се очекува другите земји да објават слични ограничувања во исто време. Наредбата што се очекува да ја потпише Бајден ги опфаќа областите на полупроводници, вештачката интелигенција, квантното пресметување, со фокус на инвестициите во кои американските фирми играат активна улога во управувањето, што вклучува така наречен ризичен капитал и приватен капитал, како и одредени форми за трансфер на технологија, заеднички вложувања и инвестиции. Представници на Министерството за финансии на САД оваа недела ги информирали своите европски колеги за мерката, а како што пренесува агенцијата, администрацијата почнала да споделува информации со деловните лидери. Германскиот министер за одбрана Борис Писториус изјави дека сега не е време да се донесе одлука за членство на Украина во НАТО. Ова значи дека најголемата желба на украинскиот председател Володомир Зеленски, со која гледа начин и за запирање на огнот, нема да се оствари. Членството на Украина во НАТО во моментов не е на дневен ред, изјави Писториус за ЗДФ. Според германскиот министер нема простор да има брза одлука дали Украина ќе влезе во ЕУ или НАТО. Вратата е отворена. Но сега не е време да се донесе одлука, смета Писториус, додаде дека пристапот на Украина во НАТО мора да се размислува по завршувањето на војната, а не сега од солидарност. Писториус смета дека Украина мора да ја добие војната, но дека тоа не може да значи дека војната ќе се добие воено. Целта мора да биде мировен договор кој вклучува повлекување на Русија, рече Писториус. Шпанија, една од најголемите светски извозници на портокали, лимони, домати и маслинки, деновиве е сериозно погодена од суша кој им се заканува на низините земјоделци, а научниците и официјалните лица предупредуваат дека климата во Јужна Европа се менува и станува се повеќе слична на климата во Северна Африка. Половина од пролетта помина без речиси никаков дожд во Шпанија, медитеранска земја со насади со маслинки и агруми на југ. Во изминатата година паднале 25% помалку врнежи од просечните во периодот од 1991 до 2020, објави тамошната државна метеоагенција. Медитеранскиот регион се соочува со недостиг на вода, каде 180 милиони луѓе имаат тежок пристап до вода, уште 60 милиони се погодени од недостаток на вода, објави агенцијата
од Барселона. Неевропските земји во јужниот и источниот Медитеран се особено погодени од недостигот на вода. За 15 години Јужна Европа ќе има клима слична на онаа која имаше Северна Африка последните 4000 години, изјави Граменос Мастрожени, заменик генерален секретар на агенцијата. Смета дека европските земји ќе бараат совет како да ги наводнуваат нивите од оние кои со години работат во такви услови како што е Египет. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.